Гемал од Велес поради нестрекни околности во 2001 на само 7 години го губи својот татко во Рашче кој погинал како бранител на земјава. Се уште мал со братот и сестрата за да не завршат во дом. Чичко му ја превзема обврската да ги чува зашто мајката Снежана морала да се врати во Србија од каде и потекнува. Отфрлен и без родителска грижа, осамено и тажно ќе го мине детството. Завршил средно училиште, но постојано работел по нивите. На една таква нива во Гевгелија еден ден ја запознава и Сара, неговата сопатничка со која ќе започне да отвара нови страници во неговиот животен роман. 10 години ќе живее под кирија со неа, додека печели за да купи куќа во Велес. И иако може би ја купува најскромното, тоа мало, зашто само за неа имал пари, сепак таа ќе стане гнездо каде ќе се родат 2 момчиња и 2 девојчиња. Најмалот има 5 месеци, а најголемото 4 години. Сиот негов свет заедно со Сара. Но потоа започнува нова фаза во која Гемал на место за 2 веќе мора да се бори за да прихрани 6 усти. Нема стабилна работа, оди само доколку некој го викне. Социјална помош не земаат и тука започнуваат проблемите. Сара нема како да купи пилени и млеко за бебето и храна за поголемите деца. Кровот тече бидејќи е стар и треба да се смени, па тие сите шестмина спијат во единствената соба која е преполна со лебарки. Најтешко му е кога децата секојдневно му бараат храна, а тој нема за да им купи дури ни најосновно. Затоа сака да замоли за помош, да може да најде стабилна работа, градинка за децата и помош за куќата, за да може здраво и нормално да продолжи животот на неговото семејство. Денес ќе ве запознаеме со животната судбина на Гемал и на Сара. Тие живеат во Велес, имаат 4 деца. Сами имаат купено куќа, меѓутоа таа е во лоша состојба. Гемал нема работа, Сара чува бебе и уште 3 деца и не може ниту таа да оди на работа. Навистина тешко го поминуваат месецот, затоа одлучија да го стават срцето на дланка. Добар ви ден, Гемал. Добар ден. Оливера од Срце на дланка. Денес одлучивте вашата приказна да споделите со јавноста. Да, одлучивме да ви се јавиме, да ја повикаме, да ја споделиме нашата состојба. Што се случува во вашиот живот? Зошто живеете тешко? Живееме, многу тешко живееме. Можете да дојдете да видите слободно. Куќата во која што живеете е во лоша состојба? Во лоша состојба. Сега ќе видите еве овде. А како, работите ли нешто? Приватно, кога, како има работа. Приватно. Ден има, 2 дена има, Тоа не е 3 дена доволно нема, за 5 дена нема. да ги израните, изхраните сите овие Да, души што сте ги создале. да. Колку деца имате? 4. Гемал, како живеевте како дете? Што се случуваше? Какво детство имаше? Детството мое помина тешко. И татко ми загина во 2001 кога беше борбата, бранејќи ја Македонија. Пукан беше во Рашче. И така да не зема, останавме многу мали. Појдовме кај Чичко. Чичко ми не живееше, не зема. Требаше во дом иначе да живееме. Како живеевте кај Чичкото? Таму беше малку и потешко беше таму. Он повеќето си ги гледаше своите деца околу нас. Се чувствувавте отфрлени и претпоставувам тажни што ете живеете без родители. Да. Денес за жал вашите деца имаат родители, но не можете да ги услови, им ги дадете немаме условите. Што ви е најтешко, Гемал? Зошто не повикавте? Ме повикав заради куќата, пошто горе куќата се ми паѓа. Меѓутоа и со работа нема. Како да ја направиме? Целиот спрат ни паѓа. Претпоставувам дека во месецот, со оглед на тоа дека немате стабилна работа, немате ниту за храна. Немаме. Сигурно ви бараат Тешко децата. испаѓаме за храна, отколку ли и да правиме. Не можеме да го направиме, иначе тоа е, немаме стабилна работа. Ден има, 2 дена нема, 5 дена нема работа. Ваѓаме колку за храна. Имало ли денови за без храна? Имало. Сме барале, и од друг човек сме барале. Сте позајмувала? Се позајмувавме, па така да испаднеме. Еве, куќата можете да видите слободно. Можеме и да влеземе внатре. Ајде, Мирем, левете. Овде? Овде, да. Добар ден. Јас сум Оливера.
Тоа е овде живее. Да. Ова е единствената Ова соба е во која што... единствената соба што можеме да преживееме. Како ви е животот, Сара? Како никако. Така тешко живееме. Децата се веќе создадени, но немате услови, претпоставувам. Што ви е најтешко околу нив? Се јадене за пемпази, за млеко, за се. Најтешко ви е што немате основни услови. Гледам во просторијава која што ви е, нели, се на светов, и каде што функционирате, има лебарки. Да, има поради канализацијата. Од таму испадна, ставивме средства, но тешко да ги чистиме, пошто овдека креветиве, телевизориве, се е полно со нив. Треба све да ги фрлиме тие. И па Па како нови чувате да храна, како спиете? Па чуваме храна ден за ден, купуваме. Ден за ден. И така да мораме така, иначе не можеш од нив да чуваш храна за повеќе. Не може да се направи нека дезинфекција? Да се викнат некои служби за... Може, ама меѓутоа треба прво све да се фрли овде. Кревети, регаливе, све треба да фрлиме, ама пари нема доволно за да купиме нови. Веројатно и да викнете некои служби треба да... И да викнеме платите. служба и таму треба да платиме. А вие немате за да се прехраните? Немаме, да. А и прескав, а и ставав онаа средства од земјоделска аптека земавме џабе. Не можеме да ги онариме така. Со едно нешто. Треба со повеќе средства да земеме, да испрскаме, а и да ги фрлиме и свариви. Ова е ваша куќа? Да, Вие ја ова е купивте? наша куќа. Пред тоа 10 години работевме, па ја купивме куќата и така да, ама толку што собравме за куќа само да ја купиме, а да ја спастриме куќа малку од малку не можеме. Колку време штедевте за да ја... Колку пари ја купивте? Куќава ја купивме 4000 евра. 10 години ги штедев тие пари. 10 години штедевте за да го купите, За да Овој купиме дом? овој дом, да. но Куќа. задоволен ли сте од тоа што го одбравте? Не сме задоволни, поради што паѓа, ама мораше да ја земеме пошто беше ефтина и немавме повеќе пари за да земеме За нешто подобро хубаво. нешто. Иако почетокот на детството на Гемал не давало знаци дека ќе следи тежок живот, сепак после враќањето од Германија во Велес целото семејство на Гемал, неговата мајка, брат и сестра доживува голема несреќа, зашто ја губат главата на семејството нивниот татко кој загинал како бранител во 2001 во Рашче. Од тогаш започнува тешкиот живот за него. Мајката заминала за Србија, а тие се уште мали за да не завршат во дом останале под грижа на нивниот чичко. Откако завршил средно училиште, Гемал работи макутрпно за да собере пари за сопствен дом. Не бире работа дури и тешка физичка, а посебно жилбата за сопствена куќа ќе се предлабочи откако ќе ја запознае 17-годишната Сара, која ќе стане негов избор за животен сопатник. Јас сум роден во Германија, ама тоа дамна беше. И како дојдовме тука во Македонија, со татко ми, почнавме да си продолжиме па да живееме овде. А мајка ти? Исто и мајка ми од Србија, ама се омажила со татко ми ете овде во Велес. Таа се вика Снежана? Снежа Или се вика. Србинка? Да, србинка. Имаш браќа сестри? Имам двајца, еден брат и имам и една сестра. 3 деца сте. 3 деца сме. Твоите останаа во брак до крајот? Да, до крајот останаа во брак. Живи се? Не, починати си. И двајцата? И двајцата. Многу мал го губиш твојот татко. Што се случи со него? Па, во 2001 он почина во Рашче, го убија, загина за бранител беше за Македонија. И ја бев многу мал, 7 години сум имал тогаш. И сакаа да не дадат во дом. И меѓутоа чичко ми рекол, јас ќе ве земам да ве чувам. Ние сме биле многу мали деца. Се сеќаваш кога ми соопштија дека татко ти загинал? Се сеќавам нешто, ама исто како една слика. Јас сум бил претерано мал, 7 години. И така, јас се сеќавам кога ни кажа татко ти почина. Меѓутоа ние си го баравме па таткото. Што вика? Кај ни е таткото, кај ни е таткото, кај ни е таткото. Што ти вика?
Он и нас не лаже, ќе дојде, починате. И се не лаже. А мајка ти каде беше цело време? Мајка ми де со нас, де мораше доде за да не и она да мораше со документи да средува во Србија, не ги дадоа документите, потоа живееше со нас, па оде иде, мораше така да го онадува животот и почина потоа. Да, не чуваше чичко ми, ама До која беше возраст ве чуваш? додека не се оженив. Се оженив и мораше да испаднам од ке чичко ми. А другите браќа? И исто и он се ожени. И он седи од мене од тука 2 улици погоре. Сестра ми си остана во Германија со омажи. А ништо не добивте по неговата смрт од државата? Додека учевме, зимавме како една платичка. Потоа не земавме ништо. А до кој степен имаш образование? Средно Ја имам заврши? до средно. И средно? До средно, да. Имаше гроздобер, имаше и други работи. И така да долго време бев таму со работа, се земавме, А таа е од Гевгелија? да, од Гевгелија. И таа работеше на нивите? Не, она не работеше таму на нивите. И она се уште учеше. Ние кога бевме заедно во врска у Гевгелија. И потоа се запознавме. Бевме заедно неколку време и потоа се земавме. Не и правеа проблеми незините родители, бидејќи таа е македонка? Не и направија проблеми. Пошто баги време живеевме, мислам живеев и со незините и кај незе дома одев, ме знаеа како добар човек и затоа не ни направија проблеми. Одлучивте да создадете семејство и дојдовте во Велес назад? Да. Не беше подобро да останете во Гевгелија? Нема каде да одеме таму. Немаше куќа кај да одеме, пошто и родителите нејзини исто под кирија се. Од каде си ти? Од Гевгелија, ама може на Велес. Од Гевгелија ти е потеклото. Како ти беше кога беше девојче, кога живееше кај твоите, каков живот имавте? Како? Никако исто. Со мајка живеев, татко ми почина кога бев 4 години. Со мајка ми како од малце работеше она. Истрпувавме некако. Имаш сестри, браќа? Не, сама сум. На школа, од школа, дома, никако. Цел ден дома си седевме. Со мајка ми. Мајка ми на работа, прва, втора и на вечер смена цел ден дома. А кога беше навечер, ти сама седиш? Да, сама. Не ти беше страх? Не, малечка бев. 13 до 13 години седев, после 17 години се омажев, 18. И немаше каде да седеме. Таму И тие се социјален случај. Таму се многу високи кириите и мораше тука да дојдеме во Велес. Вие сте под кирија во моментов? Не сме Тука во сте- моментов под кирија. Не. Овде кога дојдов бев под кирија од почеток и полека како работев, како надоев, доправме до некој динар, собравме, зашпаривме нешто, па си ја купивме куќава. Премногу млада се омаже. Како се запознавте со Гемал? Гемал се запознав со него во Гевгелија. Он има фамилија там, зет, сна, се имаш и таму се запознав со него и се омажи. Бивте во врска прво? Да. Што те привлече кај него? Ете, вие сте од различна националност. Да. Сигурно ви збореа дека не треба да бидете да, заедно. ми вика, не треба, тој е таков, е ваков. Ја не слушав, никој се омаже. Каков живот имав, таков викам ке имав и сега. И така се запознав со него. Он во Гевгелија беше и оттаму го запознав. Не се кае што остана со него? Не. Срекна се. Срекна, малце бев со мајка ми, имав малце проблеми, она не ме пушташе за него. И после тоа се отпушти и она. И така. Цели 10 години Сара и Гемал работеле за да соберат пари и купуваат скромен дом во Велес. Бог ги благословува со 4 деца, но денес немаат никаква социјална помош, а Гемал не може да најде стабилна работа. Па сите живеат тежок живот на вересија или купуваат ден за ден од скромната дневница на Гемал кој работи физичка работа. За децата кои се уште многу мали некогаш немаат ниту за леп, а сите 6 души спијат во претесна соба зашто горните соби се поплавени од кровот кој попушта кога врне.
Тоа има и желбата на сите, да им се помогне околу куќата, за да можат да живеат поопуштено и посрекно, секако и да има барем гемал стабилна работа, за да може да го прехрани целото семејство. 10 години више збирав пари за оваа куќа да ја купам. Толку сте заедно со Сара? Да. 10 години сме заедно во брак. А немавте одма деца? Не, немавме. Не ни сакавме одма деца, пошто бевме под кири нон-стоп. И не можевме да орадиме за деца да средиме, пошто нема кај ќе седиш. Како печалевте? Колку штедевте? Што работевте? Работевме по нивите, цело време по ниви, да, и она. Од кога се земавме, цело време по ниви бевме. Цело време. На гроздобер, на праски одевме, на пипер прашење одевме, копање. На се одевме. Кај што има работа, одевме. И сега еве, и сега сум исто. Кај има работа, трчам. И социјалното ми го скина, што сум заборел да се пријавам во бирото. Колку земавте социјално? 6.000. 6.000 земав. 6.000. Сега ниту тие. Сега ниту тие не ги зимаме. Пробавме многу пати со жалби, ми рекоа да чекам цела година. И сега како има работа, така трчам да се борам. Но тешко е. Но тешко е, да. Сега имате 3 малку поголеми деца и едно бебе. И едно бебе, да. Како стигнува еден човек со 10 прсти да донесе леп за сите? Како ќе заспие, како ќе спијат децата, така ќе среди, ќе направи јадење, ќе рачисти, ќе онади. Сега е потопол период и можеби има работа. Да. Што во ладните месеци, кога нема работа ниту Кога за ладни месеци, да ти кажам, одеше на работа. Денеска ќе оди, после 10-15 дена не одеше. па како со 2-3 го поминувавте месецот? Како? Така некако, пример, ќе земе, кај што работеше аванс, пример, ќе земе нешто, така ќе истрпевме за јадење нешто да земе. Иначе не бива, никако. Зад требаше воа, треба децева јадење да земиш, спорече, дрва, се толку така одеше. После тоа рековме на ајде ќе работеш и почне еве ваму да работи нешто. На колку зима, 1000 нешто денара, по 1500 или по 1000 арка, така нешто оди. Денови без пари се останувале? Има денови без пари. Се останувало. А без лепи храна? И без лепи храна. За децата мора да има. Оставаме за нив. Ако треба ние гладни ќе спиеме за нив, ќе оставиме. Кога ќе дојдеме дома, тато пари дај сладолед да купиме, дај чоколадо, дај смоки, лепче, купили леп. А никогаш кога не можеш да работиш, кога нема работа во зимскиот период, кога е потежок за живот, како тогаш се снаоѓате да ги нахраните овие 4? Чекаме доле на пазар работа. И како има, исто не вика. Доле, тука кај нас има на сладкара турист, тука сите се збираме и тука чекаме работа. И тоа е, предпоставувам, среќа. Дали ќе имате денес? Среќа, дали ќе има денес работа или не. Така, завале ќе испаниш, ако има работа ќе работиш, ако не ќе си дојдеш дома. И тој ден како ќе го поминате? Никако. Ќе побараме од роднина, од друг. И така. Ви даваат? Некогаш, кога имаат, ни даваат, кога немаат, што ќе ни дадат, немаат ништо и они. Сега имате 4 деца и сте можеби во тој поглед најбогата, затоа што имате потомство. Меѓутоа, се пријавивте во нашата емисија, бидејќи тешко го поминувате месецот. Нема ни што се вика, немам ни за пемпази, за млеко поточно. Тоа млеко пример 1500 денара, не е пример 10-100 денара. Како работи, така ги трошам за јадење, за леп. И за млеко, и за млеко. Не неделно купувам по
по едно млеко, не ми ни стасува едно млеко една недела, за 6 дена. А не ви стигаат парите? Што ги заработува Гемал? Не. Илјадарка на што ќе стасат 1000 денари. Млекото што се вика 7 колку, не знам, 1000 и нешто денари. Дали ќе стасат? По 1000 денари си има секој ден. Ете, другите деца ги прехрануваш, како купувате намирници за дома, храна? Кога зима така пари, нешто ќе еден ден ќе земам за јадење, еден ден за млеко, ама не, џабе не истрпувам пак за јадење. Што се вика, за еден ден, само тоа ми е јадење. Нема ми се расипа и пералната на рака перам. Не можам да истрпам што децева 4, дали еден да го испереш на ден. Нон-стоп се облекуваат. Ја имав перална, ама ми се расипа тоа напред, скапо е да се плати, тоа е 6000 денари. Сигурно би било добро дојде на соволку мали деца. Да и да се направи тоа, милна глава ќе ми биде, ама џабе не бива. Не стасува. Не стасува што се. Ќе треба да трпите за леп. Ако го платам тоа и за јадење ќе немам за леп. Мама си спи, ја спија, малиот спи, девојчево спи. Сите спиете тука? Да. Сите тука, 6 луѓе. Ја таму кан. Тука, мама овде, тато таму. Сите тука на куп. А кан таму ти спива. На душекчета. Да. И јас сум одел како дете мало со родителите мои, исто 4 години бев како нези, исто по нива. Од 4 Со години родителите. работеше. Со родителите, ностоп по ниви. Цело време со работа со родителите. И од тоа нас не остана се по ниви. И по ниви одиме. Кај има сега кај има и со мајстори одам работа. Може би да го имавте таткови подолго време, немаше да дојде до овој степен, Немаше да видиме да не до овој погинеше степен. таткови. Немаше да видиме до овој степен. Вие бевте од мали оставени Од на мали, чување. А кога ќе ми рече, мама ми се јаде, тоа сум тоа момент немам, го чека мажот ми да дојде да зема. Ќе земам и пример ако имам лепченци, нешто вака, ќе им намачкам да јадам. Иначе не бива никако. Го чекаш со душа Гемал да се врати за да... Да земам јадење нешто. А плачеле некогаш? Што би наглави? Понекогаш ево она е голема, разбира и плаче. Но другите не разбира толку, не плаче. Мамо ми се јаде, дај ми вода, дај ми тоа. Немам, чекај, викам татките да дојде, да земам за јадење. Добро, го чекаш и така. Некако ја подлажував. Ваму таму ќе одиме на гости, викам. Колку да не мисли. Ваша куќава е претесна. Бога ми претесна, да имам 2-3 соби. А зашто нема повеќе горе? Зошто е нефункционално? Не чини кровот да се тече надоле. Кога врне многу тече. Да седам горе, се ќе биде поплава. Кога тече, многу тече. Сега само оваа собички сме. Сите со децева. Мама и тато ни кажаа дека немаат секогаш да ви купат храна, лепче. Да. Нема така храни, лепчиња. Немаат тато и мама храна. А што им барате вие на тато и на мама да ви купат? Сакам чоколадци, смуки, лиđалче. Се. Се сакаш. И сладојце. Дали те купила? Те купуваат ли кога имаат пари? Да. Имам. Треба се да имат. Треба секогаш да имаат, ама тие немаат секогаш. И тогаш кога немаат? Да. Тогаш немат. Сакам манџа, супа, шпагети, макарони, се сакам. Се сакаш, ама тие немаат да ти купат се. Да. И што ти викаат тогаш? Па нема јадење, нема. Се нема. И па тато не заработил, не го викнале на работа и не донал парички. Да, не. Само треба вика да добие пари. Кога ќе добие пари, ќе ти купи, така те вика? Да, И кога ќе добие парички, ти купува после? да.
Treba ovaka da se napravi. Да се среди. Da. Ali stava, kan ги растори, се удови. А мама нема време да ги здипли затоа што го чува бебето. Да. Јас само ги липувам, го чувам бебето, ураци. Ти ми помагаш на мама. Да. Требаше да ѝ помагам. Па ти си голема, треба да Да. ја помагаш. Па да, 6 години ќе помня. 5. Да. Па мораше да рачисти от тука да влесе. А кога прави некогаш јадење и помагаш? Да. И тогаш ја помагаш. И фулам Што правиш со мама? đubre. И ѓубре фр. Само убилено е шпагети. Тато да купи се. Колко има пари, това трябва да има пари. Умилено ти е шпагети. Трябваше да направи това. Трябва. А тато отиде на работа. Мама не прави ядене, спи она. Тука се лема и спи. Треба да се одмори. Цела Да. вечер го чува бебето. Да. Во животот понекогаш се што треба да направиме е да ја скриеме болката и да продолжиме понатамо. Не мора сите да знаат дека се распаѓаме. Оние хуманите секако ќе застанат на наша страна, зашто само кога сме на дното разбираме кому значиме и колку некому значиме. И да не дозволиме поразите да не натераат да се откажеме од своите цели, бидејќи токму кога ни е најтешко започнува второто полувреме во нашиот живот, многу посрекно и многу посредено. Горан Бојковски за себе ќе каже дека живее со мака и во несрекни околности. Потикнува од Малутино Комановски на свој 2 години, уште несвесен заедно со поголемата сестра останува во куќата на татка си, додека помалата сестра останува кај мајка му поради нивната раздолба. Многу ја малтретираше мајка ми и еден ден ја избрка. Таа се примажи и ја чуваше само помалата сестра, а јас и сестра ми останавме со татко ми и многу темаќи кои моравме да ги трпиме до полнолетство. Во ног ќе станеше некоја од нив и ќе не тепаше по глава, а ако кажавме на татко ни, добивавме уште повеќе тепање, се присеќава Горан од траумите од детството. Горан ни подоцна во животот нема да живее среќни моменти. Иако се жени и добива син и ќерка, нема да има среќа во бракот, па од кирија на кирија заедно со ќерка му живее додека преживува заработувајќи од пасење добиток. И ќерката ја носел секаде со себе, па дури додека ги чувал кравите. Денес, иако има 49 години, Горан е болен, има проблеми со срцето и не смее да работи. Живее со социјална помош во куќата каде била премажена мајка му, зашто нема каде да оди. Повеќе од половина од месечниот приход го дава на лекови, а земала и кредити за да може да се лекува. Денес нема услови како да ги врати. Има денови и кога нема и за храна, па затоа во овој момент му е потребна помош за да може да исплива и да продолжи да живее, зашто ќе рече: мил ми е животот и не сакам да ме покрие темната земја. Денес се наоѓаме во Долно Конјари. Срцето на Бланка ќе го стави Горан Бојковски, кој има само 49 години. Ке рече, макотрпен живот уште од најрани години. Од многу мал, малтретиран од макејата, денес живее со лоши здравствени услови, многу тешко, сиромашно, без храна и без дрва. Добар ден, Горан. Добар ден. Оваа недела сте дома, бидејќи Да. често патувате во Скопје Да, поради по здравствените докторината проблеми. нама и така. Ве најдовме денес дома. Да, со И- лекарта сум туи Што ви е? Од што сте болен? со срце. Со Од срце. срце така. Да. Ми кажавте дека тешко живеете. Да, тешко живу, со смуке сам и така. Што да правам? А како ви почнаа маките? Од кога ви Па од почнаа? детињу, од дете малецко. Зошто Од тогаш? дете, па со смуке натамнам, со дете, со тикма, од малецко, со маќаве. Не пораснавте со мајка? Па со мајко ми овде пред 2 години. И пред Сега? тој сум доваѓај овде. А што ви правеше макејата што видите со мака? Маќаве, што, со смуке. Што ви правеше? Тепаше не, мучеше не, така. Вие живеевте со таткото и макејата? Па да, со татка ми, со мајко ми вој, со маќаве сам седеја. Откако направивте, нели, 18 Па до години? 18 години, после се ожени.
Меѓутоа и тука немавте среќа Па немаше среќу, после се разведомо со моја жена и така. и после дојдовте во куќата на вашата мајка. Да, јас се дојдов овде. Те сестри са ми оддадени и така. Во куќата на ова е куќата од каде што мајката беше Да, омажена. мајко ми овде. На тога владета, како е овде, мајка ми се овде мажела и овде, да може Од да живот. Да, од друг живот. Но- После се ја дојдов овде с кудењума пред 2 години. Последниве години сте тука. Да, с њума сум овде и после се останав, она се почина, јас се останав сам. Како живеете денес, Горан? Па с муке, ето, с доктори, с лекарства, с срце, тако идеш, мачкање, тако е. Живот. Мој тече. Не смеете да работите? Не смеам. Таа лекарства пију, те други, имам лекарства, тој најлане. А од што живеете ако не работите? Социјални помош. Колку земате? Па 5000. 5000, а волку лекови сигурно само за лекови се тие Па доволни. иде, 3000 иде. Иде. А каде се останатите потреби, сметки, храна? О, по Боже мој, па нешто пријатели имам. Само Роđаци имам, нешто пријатели, натана, мука. затоа ви треба сега помош. Па треба, фала Богу, па ќе видиме. Здравје. Може би да не бевте болен, немаше да побарате помош? Не тражуја. Бев, работевте порано? Па приватно. Што работевте? Говеда на фарми. Говеда, граѓевино, нешто поздрава, с камиони идеш, работиш, ама сега не може да работи. Горан има 49 години. По несреќното дејство во кое има спомени само од малтретирање од татка си и макеите, ќе започне нова епизода во која ќе влезе во брачна заедница и ќе добие син и ќерка. Но очигледно сиромашниот живот и траумите од детството ќе го разорат тој брак, па тој ќе продолжи да живее под кири и да чува добиток за да преживее заедно со неговото девојче кој ќе остане кај него, се додека еден ден не се омажи. Тогаш тој немајќи каде да оди сам, дошол во куќата на мајка му, која набрзо потоа починала, а денес оттаму вели тој е бркан од сопствените сестри. Од каде потекнуваш, од каде сте роден? Малотен сум, роден. Имаш браќа, сестри? 2 сестри имам. Роđene 2. Една си дојде сестра ми с мајко ми, малет кога зема, а ми си 2 останам. А што се случи со твоите родители? Не беа заедно? Па не бева заедно, знаеш, татко ми е така, он го тепаше, мајко ми па го напуди. Мајка ми бега, ми останамо 2 дечиња, со дедо и баба ни не чуваше. Татко ни не чува, он кој доведе, он не една жена 100 пути, он еден пут доведе, другу на пути, па другу доведе. Так, А повеќе маќи имавте? па да, има сам пуно маќеве. И како ви беше животот со макеите? Абе, с муке сам ја живее с нима. С муке, што да ти кажу, с муке сам живее. Што ви правеа? Па те па ше нема те ти не, која мајка ќе не оќа нас овде деца? Која дете туѓо сака? Ниједно. Своја си е мајка друго јаче. Да живее со едно мајка е друго јаче, овде пона одадена, па дојдемо с кришом овде с њума, да не знае татко ни куде живеем, па дојдемо овде. Па ако не знае куде смо дошли, па не тепа зашто смо довалјале бе. А вие сакавте да си ја видите родената Па мајка? сака мајку, наравно. Онај мајка, па тој добар човек беше. Вториот супруг на Да, мајка? Владе се викаше. И кога ќе се сретневте со мајката после толку време? Па водеше ме, па дојде там по град дете, па ни купеше, у школу идеше у град, браќа Младиновци. Па ме тамо чуваше, па ми купи шишме, па не смеам да ги однесу дома. Те ме тепава и ќе каже од куде јас. Па лъжу, па деда ми ги купи. Па лъжа му така. Па тепаше бе, дигне ме, ноќе не дигне, па не тепаше. Тај. Много не е тепала таа една. Как ги скоsu с главу. Вале, скубе, па тепа за железну пручку, тепа. Железну пручку, најпушка што се чисти, и со туни ме е тепала. По глава? Па по глава, И сестра ви? и сестра ми. Па после го некако напуди татко ми бегавана. А додека ве тепаше макејата, таткото не реагираше? Абе, не, он не веруеше. Хеј мене ме тепаше и он да ге бранеше го њума едно крамингу те мало береше, па го даја на другу жену, па мене ме тепа за тој ја лъжу да ге. Куде е? Мене не сум га замаја, он ме тепаше за тој.
Значи имаше насилство и од макијата и од... Имаја сам муке големи. Много сам имаја тешки работи. И кажувавте на мајка ви кога доаѓавте дека... Па кажи, што да прави она, што може да ми она мене помогне, ништо. И она с нерводе, и она е тепана од njega, тепае го е, мучија го е. Што да прави Ивана, сирота? Она е доста доживела, она беше болна овде. Доаѓаше, па го водеше по доктори овде. Помагаше го. Не. Како дете да сам прошен екскурзија, да сам се прошетаја, како млад што шета, не. Не сам се прошетуваја. Док напуни 18 години, после почна по овце да игра. Говеда да пасу. На 18 години се ожени. Па се, да, ожени се, па имам сина и керка. Керка ми се даде у Гевгелио, синче е там каде е мајко ми. Разделени сте? Да, разведени сучки. Тама живи, син ми е тама, а керка ми е тама. Една у Гевгелио. Јас се тамо ожени у Малотина. Там се ожени и свадба прави. А живеевте каде? У Малотина. Од Кирија? Не, у тој куќу исто, ама не сам живее с татка ми, он не доваѓаше до мене, он се тргна од мене. Јас си посебно седеш у тару куќу. После се он направи нову. И постепено како он направи куќу, не може да се седи таму Малотина, не може да ми доваѓа људи. Ако би дојде некој човек, он ќе каже, швалерите доваѓа на жена. И мора да го веќе на напуштата, ми после с њума се разведома. Не бива више разведома, се готово више. А живеевте и под Кирија некое време? Па живееше у Речица. У Речица сам живее под Кирија с њума. Мушкото теде с мајко му, а девојчето да с мене осна. Вие чувавте? Па јас си го чуваше. Водеше си го по куќа кога имаше говеда да пасу, раковце беше чуваше. Водеше си го с мене. Вие чувавте добиток? Тоа работевте? Па с краве. На фарми сам работаја. Тој време. И керка ви доаѓаше со вас? Бе, керка ми док не се одаде с мене беше. Нон-стоп. И после се она одаде. Откако, се омажи вашата керка, Да. каде продолжува вашиот живот? Кога дојдовте во куќата на вашата мајка? Пред 2 години ја дојдовде. Сам. Пред 2 А кој години. живееше до тогаш тука? Па мајка ми седеше. Сама. И почина Па супругата? да, сама, па пред мене она умрелде. Навечер. Ја бидев сака да го воду на доктора. Она не теја да иде, сине, вика, мајка, јадете воду на доктора. Не, сине, јутре, оно празник беше 11 октомври, убаво знам. И денеска празник, ај навечер, бе да се промени она там горе, да се промени, да го одведу јутре на доктора, ама оно у 10 падна нешто, бам, горе. Нешто, ама ја такој седеше исто овде, и ја да виду нешто с телефон се бам, да виду одговори нешто, бам. Нешто падна да виду што е, а она мајка ми падна у купата. И почина? Па ништо не ми кажа, сине, викај брза помош, ја што да викам бре, сега не знам кога да викам. Па заврто на брза помош, кажуј ги такој и такој, не може ги лажем. Кажуј ги, вика, види дали дише. И не тејаше да дојде. Мене трако, дека го вато ја отици, ќе ми каже, утепаја сам. И кога дојда? Па ништо не дојдоше брза помош, видеа и готово. Ја кажам, па она нема да дише, па ништо. Терете ти, ке дојдете да ви дадемо документ. Дека е починала од њоја смрт. И останавте сам? И ништо, само остана, па вртона тога брата ми у Којнере горњо, тие се мадујка, браќа вртовни, дојдоше први двојцата, брат ми Снашка ми дојде. Да, он дојде, па сестру ми го викате у Куманово, што е дадена. Ба викам, оди, мама се помина. Па тај од Србија друга сестра ми, па њума го доби, овој не мога да го добију, па некако го доби. Ова е на мајко ми куќа, на тога владата покојнога, моја мајка има овде 3 дел, а она има затечени 2 деца. Овде е затечена 2 керка, и она затекла 2 деца од друга мужа го. Он е да продаде мој дел. А не, нема да искоча доде.
И после не може да иду. Куде се, што да работи, куде да? Ке направо ли друго викам у 50 години? А, не. Туј сум останаа, туј е мајка умрела, туј сум сам бија и готово више. На нецели 50 години Горан има стекнато сериозни диагнози. Можеби една од посериозните е проблемите со срцето поради која не смее да работи и да биде осуден да живее само со 5.000 денари социјална помош, од чија половина дава само за лекови. Кога ќе ги подмери сметките, не му останува ниту 1.000 денари месечно за да го мина месецот и да се прехрани. Многу е мачен мојот живот и многу ми е тешко. Никој не ме гледа, па морам да барам помош од соседите, ке рече тој. Сепак не сакам да ме покрие темната земја. Мил ми е животот и сакам уште да живеам. Затоа замолувам кој може да ми помогне во овие моменти, сега кога ми е најтешко. А кога ви започнаа здравствените проблеми, Горан? Па тој одамна имам ја, тој за срце сум болен. Болен со... По едно 7 години. 7 години. Анте кој паси поработуваше по овој и сак ме притисна начето. Не смеем иш. Не смеете да се заморувате да работите? Па не смеем. Знаеш што, имам проширено срце, проширено и ослабено. Не смеем. Затоа и не смеем да трпам. Почише ми по други болози, по овие рукави, кога ми е затечено. Па боли, па имам ние мазови, па ги мачкам руки. За болки. Да бе, мачкам ги. Тој руски мачкам, тој пошто ги работа. Бидејќи не можете веќе да работите, Не ниту може да чувате работи, па добиток. еве ми га како ми е дворчето и срамота е да го гледам. Змијки се ведам. Треба ми да го косо, ма кај? Но не можете ниту на работа да одите, затоа Не сте можу, не можу. примател- Хоќај ми да иду, ма не можу. примател да на социјална помош. Да, взимам тој социјално, взимам до 5.000 се на 6.000 ќе дадем. Па лекови треба најмалку 3.000 ќе дадам. За месец. Па струја. Ајде добро, струја по 1.000 плаќам месечно. И ви остануваат само 1.000 денари за храна. Па стане, па добро ме мучите некако, потражу на луѓи. Бараш? Па бара, што ќе да, па мора да тражу. Па вие кредити сам земуваја. Па како ги враќате кредитите? Па што, откуде ќе ги вратам? Нема. Со што ќе ги вратам? А зашто ги земавте кредитите? Па за доктори. Не ви стигаше за доктор? Па не стизаве, па ја у болница плаќа. Колку имате кредит земано? По 40.000 имам земено, околу 3-4.000 евра. 3-4.000 евра вкупно? 4.000 евра. Имам Како земено. ќе ги вратите со таа минимална помош? Па ништо, па што, ќе ме дадели на суд, па немам откуде. Па откуде? Јас сам зори мај да тражу, па они сака како, па и они се дали, па ја откуде да ги вратам? Се што се зема треба да се врати? Па треба, ма немам. Откуде? Ја ми треба да вратам. Та се наводи да вратиш, па не дај Боже, па ми даде и тако, откуде да ги се вратам сака? Колку пати во месецот одите во болница? Па иду ја стално, све иду на проверка. Мора да иду на срцето и на ЕКО, да ме провери, да. Иду на месец све, свак месец. И одите и во Скопје? Иду, у Скопје. На државна болница. На кардиологија? Да, иду тамо се, преглињаме. Сакам да живам, мора се варкам, убав дан. Не ми седи у тој дупку да кој ќе ледота има да легам. Сакате да живеете? Па да, наравно, на свакога е човека мил живот. Да бевте здрав, ке беше поинако? Па ја не требаше никој да ме помагаше. Јас и многу работеше. И ден и ноќе приватно. Дали овце ке пасок, дали говеда. Не може да иду, не може да истизам бе. Се сме како да се снаđу. Па морам да пријатели, роѓаци, некој ме поштуе, кој ме поштуе, пружи ме. Но толку често, колку што останувате без пари, се наоѓаат ли толку добри луѓе да ви помагаат? Помагам ми бе, јас сам ги едно време работаја башиш. Од мене сам ги ја помагаја, од вие сам обрал да ме помагам. Не сам изглеđаја, ден и ноќе сам ги помагаја. На пријатели. Има некогаш да си останал без храна? Има! Ноќе остану.
Остану повзева, ще повикам ще кидає до яблукове. От зразу даде ми, що ќе работи, живи поразајци уши ще донесе, ми дадем. Барате по соседите? Па тружови кои ме познава, даде ми, па браќа ми донесе. А децата ве гледаат ли? Вашите деца? Ама керка ми не живи деца с мене. Šta se loš? Kude tatka mi ide tam, kude djedovka, ona se ide tamo, a kerka mi. A muško tam kude majko mi ne dovađa. Tam si je kude majko mu poške. Зашто? Pa što će mu dadu kad nemam? Но зарем родители се само за да дадат нешто. И ако не дадеш на дете, ono zašto dovađa sa tebe da živi? Pa ako ne mu dadeš, ono te neke. Такой ми судбина, što da pravo? Ja hoću da živu bolje, ma ne možu. Na svakoga je mil život. Da li je dete, da li je star čovek, svak ubav dan. Ubav bjelo vidlo kad je gledamo, ubava je. A tam, što je работа u crnu zemlju, ima da spiju. Pa će vidimo kako je reknaje Gospod. Sa Gospoda do zgor. Kako je kaže Bog te koji ti bide. Ne možemo mi da kažemo nešto. Ništa, samo Gospod kako je, mi se borimo sa Gospoda napred. A Bog dok nije kaže, do таки smo živi. Животот е таков, се будиме, денот е убав, светола, потоа удеднаш се појавува мрак пред нас и не мири страв, но се поминува, затоа да уживаме во малите бесплатни работи, прегратките, насмевките, допирите на дланките, зашто само тоа е богатство кое нема цена и за кое вреди да се живее.